Ако прашаме во светот што се празнува на 31 октомври, повеќе ќе кажат дека е Хелоуин, ама тоа нема врска со она што ние го празнуваме. Зашто пред многу години, на 31 октомври, се случи еден настан, започна едно движење кое што се нарекува реформација, кое што го промени христијанството според Светото писмо, и затоа сме ние тука денес, го живееме тоа христијанство и го славиме денот на реформацијата. Ако имавме времеплов или временска машина и би се вратили во 15 и 16 век, ќе видиме дека во Ватикан имало јавни куќи, имало блуд и неморал помеѓу свештениците, помеѓу папата, имало пијанство и коцкање, а црквата била во еден духовен мрак. Спомна братот Јане дека само на свештениците им била достапна Библијата, а народот обичен ја немал на достап таа Библија. И свештениците наместо да ги подучуваат луѓето на верата според Библијата, тие не го правеле тоа, ниту ги живееле и ги познавале тие библиски учења и вистини, и ниту се придружувале до нив. Наместо тие да го подучат народот дека Господ Исус Христос дојде и ги зеде гревовите наши врз себе на крстот и преку неговата крв имаме проштевање на гревовите, дека беше распнат на крстот, умре и на третиот ден воскресна и со вера во тоа имаме вечен живот. Замислете, тие продавале проштални писма со кои им биле проштевани гревовите на тие кои што ги купеле. Тие проштални писма биле наречени индулгенции. И со парите кои што тие ги продавале и ги земале, католичката црква собирала многу пари, голем дел бил за папата, римскиот папа, и тој станал како еден крупен феудалец. Значи, црквата ги убедувала да си купат тие спасението со пари, со продавањето на тие индулгенции, и тој раскошен и раситнички живот на папата предизвикал незадоволство и бунт кај луѓето, исто така предизвикал и незадоволство кај веќе спомнатиот Мартин Лутер, кој што бил свештеник и професор по богословие на универзитетот во Витенберг. Така тој го започнал тоа верско и политичко движење насочено против католичката црква, кое денес го знаеме под името реформација. И ова движење започнува на 31 октомври 1517 година и завршува со Вестфалскиот мир во 1648 година. Значи, потикнат од сето погоре неморалот на католичката црква, од незнаењето, споменато на 31 октомври 1517 година, Мартин Лутер ги напишал тие 95 тези и јавно ги објавил и закачил на вратата на Витенбергската црква. Според кој, меѓу другото, тој барал Евангелието да биде единствена вистина за верата во Господ, барал црквата да биде скромна, да нема многу празници, богослужбите да бидат на народен јазик, а не на латински како дотогаш, свештениците се свртат кон народот, а не кон трупање на богатство и да им се даде право на женитба и слично. Тој дури ја превел Библијата во тоа време на германски јазик, со што останува основоположник на германскиот литературен јазик. Неговото движење било наречено лутеранство по неговото презиме и се расширило низ сите слоеви во Германија и низ општото население, низ свештениците и кнезовите, но имало влијание надвор од границите на Германија, како например во Швајцарија, Полска, Чешка, Унгарија, Франција и низ други делови од Европа. Тој ги поставил основите на протестанството, кое што е една од трите најголеми деноминации во христијанството покрај православието и католицизмот. Но кога дознал папата за ова, тој го прогласил ова учење за ерес и барал од Мартин Лутер да се откаже од тоа учење, но тој нормално одбил. Така папата напишал папско писмо, така наречено, или була, со кој што го исклучил Мартин Лутер од католичката црква. Но тој јавно ја запалил таа була на плоштадот. Потоа, на соборот во Вормс 1521 година, ова учење било забрането и Мартин Лутер бил прогонат. Се засолнил кај оние кнезови кои што биле соистомисленици со него. Додека бил во прогон, неговите приврзаници продолжили да го шират неговото учење, секој на свој начин.
За 1555 година во Аугсбург бил свикан државен собор, каде бил склучен верски мир со кој протестантите добиле легална слобода да бидат изедначени со католиците. Значи со овој мир кнезовите можеле слободно да се избираат верата, дали да бидат протестанти или католици. Самото движење предизвикало радикални промени во Европа и станало познато како протестантска реформација, чија цел била реформа на црквата во насока на движење црквата во светост, чистота и одбрана на Библијата и библиските учења. Но протестантска не било наречена затоа што тие протестираат, како што гледаме дека денес има протести за се и се што, туку затоа што се држеле до објавување на вистината од Словото Божие. Го правеле тоа храбро, без никаков страх. И треба да бидеме благодарни што се случи во овој настан, затоа што денес, низ многу земји во светот, сите имаат Библијата, секој на својот јазик. И кога имаме Библијата и ни е достапна сега нас, на обичните луѓе, а не само на тие малку избрани свештеници, јас би ја поттикнал, ајде да внурнеме во длабочините на Библијата, на Светото Писмо, за да ја запознаеме вистината и вистината да не ослободи. Сега малку на светски термини во смисла на тоа што значи реформа. Повести сите слушаме. Реформа во здравство, реформа во образование, реформа во земјоделие. Само за некакви реформи. Но што значи зборот реформа? Реформа значи нешто да се воведе, нешто ново, нешто подобро. Значи старото дека не чинело, во смисла треба нешто ново, или пак во друга крајност да се вратиме на она што било вистинско и она што е правилно. Како што Мартин Лутер тежнел да се вратиме на корените, на првата љубов на Исус. Ние сме царско свештенство, нели така вели Светото Писмо. Ние сме избран род. И сме повикани не да бидеме статични, туку да бидеме духовни реформатори. Не да бидеме како камелеон и да се вртиме таму каде што се врти сонцето, туку да бидеме духовни реформатори и да го тераме она кое што е кажано во Светото Писмо. Ни лево, ни десно, туку само во Исус. Реформацијата не значи само надворешно да се промени човек, туку реформација значи внатрешно прво човекот да се промени. Како што вели Светото Писмо, чинијата прво внатре треба да биде исчистена, па потоа натре. Кога на човек му е чисто срцето и му е насочено кон Бога, тогаш кога Исус е во тебе во твоето срце, тогаш надворешно ќе бидеш променет, зашто Господ е тој кој што те променува. И знаете ли кој е најголемиот реформатор на сите времиња? Господ Исус Христос. Тој е најголемиот реформатор на сите времиња и затоа ние треба да го следиме неговиот пример, бидејќи ние се нарекуваме Христови, христијани. Сигурно се прашувате, како што спомна и пастор Николче и брат Јане, зошто сега тој ден на реформација пред многу време во 15-16 век е важен во денешно време за нас. Како што спомна претходно, Мартин Лутер се залагал луѓето да се придржуваат стрикно на Исусовото учење, односно на Библијата, бидејќи знаеме дека Божето Слово е живо и делотворно и дека се што ни треба за да живееме христијански живот го има таму. Библијата не поучува да бидеме духовно морални, да живееме во светост, во чистина и да знаеме што Исус пред се направи за нас на крстот. Бидејќи во денешно време ретко кој зборува и знае што Исус направи на крстот за сите нас. Бидејќи суштината на христијанството е токму во тоа, да знаеме што Исус направи на крстот за секој еден од нас и тоа да го живееме. Како влија реформацијата во нашите животи? Значи, времето во кое што денес живееме не е многу различно од времето во кое што живеел и Мартин Лутер. И во денешно време гледаме се и се што, од неморал, од војни, од братоубиства, се гледаме. Но ние не сме повикани да се претокуваме со светот, туку сме повикани да бидеме црните овци во општеството. Што значи црна овца? Тоа значи да бидеме духовни револуционери, но не сами од себе, туку водени од Светиот Дух. Таму каде што е темно, ние сме повикани да носиме светлина. И тоа е благословен повик и треба со радосно срце да го вршиме,
а не да се вртиме на ритуали, на обреди, на религија, зашто сите бевме таму, Исус не извади сите од таму, и која е целта пак да се враќаме назад, каде што не видовме ништо добро. Кога си реформиран како човек од страна на Исус, таа промена ја гледа секој. И роднини, пријатели, колеги, ако одите на училиште и педичињата се гледаат тие промени. Значи, Господ кога те променува целосно. И однатре, и однатре. Значи, она за кој што Мартин Лутер се залагал во тоа време, било да Библијата се зборува на јазик кој што е народен, кој што е разбирлив, и секако да се придржуваме до она кој што го зборува самото Свето писмо. Па затоа ве повикувам. Ајде и ние да бидеме духовни реформатори. Да бидеме оние кои што со водство на Светиот Дух ќе прават промени во светот. Ако сакаме да се промени светот, прво треба да почне од нас. Да бидеме кокичиња кои што наместуваат пролето. Да бидеме духовни револуционери в нова време, нови последни времења кои што ги живееме. Да бидеме духовни реформатори, каде да одиме, да дозволиме Светиот Дух да не води и да знаеме дека се што правиме, го правиме за слава на Бога. Зашто се е од Него, преку Него и за Него. Слава на Господ Исус Христос.